crveno, zastani seka smireno. La 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 la, la 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 la, la 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 la, pomini seka crveno. Чичко, добре, здраво! 1, 2, 3, 4 зебри. 1, 2, 3, 4 грешки. И една, Чичко, добре? Саше, ако те фатам за овцето и убаво те потегнем, ќе ми заличиш на магаренце. Ајде, кажи ми колку мина сте вие? 4. А сега да проверам дали ја знаеш таблицата за множење. Колку се 4 по една грешка? 1. Види го ти него упорно дете. 4 грешки, 4 казни. Имињата ви ги знам, а пари ќе си одвоите од джепарлакот, молам? Добре ли е строк? Веднаш ради влог, по партија празна, записува казна. Во ред. Еве, денес ќе поминете само со усмена опомена. А каде бевте вака заедно, а? На училиште? Во недела. Значи, пак почнуваме со лажење. Не лажеме, Чичко, добре, чесен збор. Опа, лага зачинета со чесен збор. Бевме да спортуваме во училишниот двор. Опа, збор двор. Одлична рима. Меѓу вас, значи, и поети има. Нема 5, најдобри во сиот свет. Чичко добре римува со рацете, а командува со помош на знаците. Нема црвено, нема жолто, нема зелено. Денес е недела и семафорче се одмара. А ние пак треба да ја преминеме улицата. Како? Ајде со мене. Здраво, необични семафори. Здраво! Ние не сме необични, туку најобични. Знам. Само моите другари не го знаат тоа, па сакав да им објаснам. Аха. Деца, овде нема семафори. Нив ги заменува овој подвозник. И јас. И овој надвозник. Јас. За пешаци. Чичко добра, а каде е скриена зебрата? Во саваната, во џунглата, во зоолошката градина. Ама не таа зебра, туку зебрата за премиум. Таква овде не постои. Здраво! Семафорче? Така е. Јас имам добри, вредни, послушни помошници и затоа мене неделата ми е слободен ден. Но за вас имам пријатно изненадување. Носам грст музички ноти за новата песничка. Браво, Шум најдам, мили деца, на отворен јавен пат, тогаш мене надвозникот ми станува роден брат. Не се лути семафорчо, не се ребри, не се требни семафорчо, ниту зебри. Не се лути семафорчо, не се ребри, не се требни семафорчо, ниту зебри. Еве една чудна петла, кај што нема трошка светло, а се тече, мине час, како да сум тука јас. Не грижи се семафорчо, немај страх, подвозникот тука стои, буден здрав. Не грижи се семафорчо, немај страх, подвозникот тука стои, буден здрав. Сега веќе ми е јасно што најде јавен пат. Јас не требам тука лично надвозникот мојот брат. Не се лути семафорчо, не се ребри, и во градот си
svetli, među zebri, ne se luti semaforčom, ne se rebri, divo grado silno sveti, među zebri. Bravo, semaforčo, bravo. Bravo. Zdravo, Dedodare. Zdravo, Dedodare. Zdravo, Dedodare. Zdravo, Dedodare. Еднаш за сите четворица здраво. На неделен излет ли бевте златни на дедо, а? Не, туку на час по сообраќајно воспитување. На едно чудно место, каде што нема ни семафори, ни зебри. А што чекате, деца? Веднаш да се извести сообраќајниот милиционер, може да настане сообраќајна збрка, може да настрада некое дете. Не возбудувај се, дедо. Како не возбудувај? Семафорот има, брат. Одлична замена на отворен пат. Ве разбирам, значи сте биле на отворен пат, а? Деца, сум бил јас. Отворен пат. Чиста убавина. А сега приказнава. Си бил еден автопат, убав, нов. Си бил еден еж, тргнал на лов. Ежот одел преку автопатот. Со нозете цупкал, кривел, а не го видел знакот што наредува. Забрането преминување на пешаци. Возачи, пазете на дивеч. Ние ќе додадеме едно големо леле. Леле. Но доцна, деца, доцна, ежот веќе трчал на спротивната страна по храна. А врз него налетало едно возило страшно. Миг го превртело и го сторило брашно. Ете така, а? Не ми е жал за малото еж. Утрото така, да го заврши живото. Да додаре мене навистина ми е жал. Дедо, не ми се допаѓа крајот на твојата приказна. Приказните може да се изменуваат, нели? Па може да сакате среќен крај. Молам. Си бил еден автопат, убав, нов, си бил и еден еж, тргнал на лов. Тој сакал да мине на спротивната страна, барајќи храна, но бил умен, па преку надвозникот минал. Стигнал жив и здрав. Ниту нога повредил, ниту кожу скинал. А едно дете што токму на опасно место пречекорило, веднаш се вратило и тоа преку надвозникот се упатило. Сите возила со сирените свиреле во тој час. Браво! Ги поздравувам сите внимателни пешаци. И јас. Сега си одам. А знаете ли што е најново, деца? Знаеме. Од вчера се зачлени во друштвото пријатели на животните. А пријател на децата сум и. Одамна. До гледање, деца, и внимателно. До гледање. Дододаре. Да. А, разбира. Да подминам под подвозникот, еј? Пријатно да додаре. Здраво, деца, здраво. Знаете ли да тегнете уши? Знаете. Повелете, потегнете ме за уши. Сите така, нагоре, иако не верувам дека уште ќе растам. Што е, се чудите нешто? Па денес ми е роден ден! Роден ден! Па сите ве поканувам во мојот дом, ќе ве почестам со едно големо парче месечева торта. Да, ве изненадив, нели? Ве изненадив и затоа вие немате роденденски подарок за мене. Ништо. Јас имам подароци за сите вас. Почнувам да ги делам. Да ви ги подарувам гатанките. Еве.
првата гатарка. Над реката Дзирка неизе е гост. Возила го газат и се вика Мост. 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 Тој не сака семафори, ниту зебри светли. Место нив се служи со јазли, со петли. Пат. Отворен пат. Отворен пат. Тој што сака лесно патот да го скрати, минува низ моите темни, отворени врати. Тунел. Тунел, тунел. На автопат штом возиш, а ти треба почин. Каде ли ќе застанеш да одмориш очи? На паркингот. На паркингот. Ви благодарам, деца. Вашите точни одговори за мене се најдобриот роденденски подарок. И се договоривме. Мојата куќа, повели Елена, мојата куќа е онаму каде што птиците високо на небото летаат, каде што липите опојно цветаат и каде што децата безгрижно шетаат и минуваат среќни дни. Таму е мојата куќа со бројот 3. Запомнете, месечевата торта е жолта како злато, како памук е мека и секого големо парче ќе го чека. Имам идеја. Да. Зошто не постава еден нов сообраќаен знак? Жолто тркалезно поле. Во полето нацртана сина торта. Тој знак би го сакале и би го почитувале сите, а би значал повелете на мојот роден ден. Сашо! Добро.